Нема општо прифатена дефиниција на прашањето што е философија. Сепак, таа би можела да се дефинира како појмовна методска обработка на општите прашања на спознавањето на светот, како и погледот на животот од една страна, а од друга страна општите максими на практичното дејствување. Философијата е критичка мисла за светот и животот. Таа произлегува од животот, од потребите и барањата на одредено време, заедница и средина. Философијата е израз на духот на времето. Таа е израз на општественото, на историските услови. Философијата е највисок критички облик на општествената свест, израз на индивидуалниот живот на духот. Философијата ги обработува прашањата за битието, светот и вистината. Таа е увид во светот и животот, израз на настојувањето на човечкиот ум да ја спознае целината на светот. Во средината е човек, пошто човекот е човек. Философијата може да се определи или на основа на историска индукција, тоест со анализа на сите значени филозофски доктрини кои се појавиле во текот на историјата и со генерализација на она што е во нив заедничко или како нова генерална концепција. Философијата нема еден точно одреден предмет на истражувањето, строго одвоен од другите подрачја на духовното творештво. Философијата нема точно одредени методи и истражувачки постапки прифатени од сите философи. Од најраните времиња, философијата може да се следи како составен дел на животот во заедницата. Секој временски период, секоја епоха имаат своја идеологија, тоест имаат своја мисла и израз на општественото, мисловното и природното. Сето тоа секако представува мисловна слика на одредена епоха. Имануел Кант ги поставува основните прашања кои го преокупираат умот на човекот, основните прашања на кои философите бараат одговори, прашања на кои е многу тешко да се одговори и кои се премногу комплексни, за чии одговори е потребно многу размислување и интелектуални способности. Платон и Аристотел ја определуваат философијата како прво темелно сознание, кое ја има целта во самото себе, како таква се потпира на човековата природна желба за сознание. Германскиот философ Карл Јасперс зборува за извори, а не почеток на философијата. Философијата или философиите истекувале од извори носејќи со себе прашања. Макс Шелер вели дека сомневањето е главен двигател на интелектуалното делување, кој пак е главен креатор на нашите погледи, но понекогаш невозможно е се да се истражи и спознае, па потребно е да се прифати за да може да се живее. За Ернст Блох, глупакот никогаш не приметува дека се има две страни. Луѓето својата примитивност и глупост ја манифестираат со ограниченост во диалогот и рационализирање, не признавајќи туѓи мислења и отфрлање на можноста дека постои друга страна на медаљата. Терминот философија е составен од два грчки збора: филио, што значи љубам или сум пријател, и софија, мудрост. Според тоа, философија значи љубов спрема мудроста. Зборот философија прв го употребил грчкиот философ и математичар Питагора.